Се колнеше во се живо и диво дека нема скриен мотив, се жалеше дека нема работниците од што да живеат. Сакаше да ги вади на улица на масовни протести со една цел – власта да ја покачила минималната плата на 500 евра. Тоа е представата за јавност. Зад завесите како шеф своите вработени ги држал на минималецот од 24.000 денари. Тој што ќе побарал повеќе пари бил изложен на мобинг и закани за бркање од работа. Ова се двете лица на председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Слободан Трендафилов. Од документите што ни ги доставија работниците се гледа дека вработени во ССМ, гранковите синдикати и Синк АД, компанија која стопанисува со имотот на ССМ, скоро сите освен Трендафилов и неговите најблиски соработници добиваат минимална плата. Тие на кои иронично им се насмевнала среќата, добиваат и повисока плата од едва 25.000 денари. За разлика од нив, Трендафилов зема 75.000, се вози насекаде со службено возило, неговите најблиски соработници не се под 500 евра. И тоа не е тајна. Тоа е можност за мала група на луѓе, за тројца-четворица кои се околу него. Тие му се полтрони на Слободан Трендафилов. Иначе јас и уште неколку колеги сме на минимална плата, на минималец. И зимо и лето протестиравме за поголеми плати, но ние самите немавме зголемување на плата, само го лажевме народот. Паралелно, работниците се соочували и со мобинг и со закани за бркање од работа само доколку побарале поголеми плати. Поради притисокот веќе се домина вработени заминуваат од работа, а останатите се жалат дека од доаѓањето на Трендафилов за прв човек на синдикатот драстично се влошили условите за работа. Неговиот однос во однос на покачување на платите секогаш бил негативен, со закани дека синдикатот нема пари доволно, не може да не ги покачи платите, дури и со закани дека ќе ни избрка од работа доколку бараме покачување на платите. И додека синдикатот се представува за борец на правата на работникот, задгрб работи за личен интерес, велат вработените. За официјален став и коментар на овие обвинувања го баравме председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Трендафилов. Го баравме неколку пати во текот на денот, а воедно испративме до него и порака со прашање преку Вибер, но досега не добивме одговор.